почитуван министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитувана министерка за одбрана господица Петровска, почитуван директор на Бюрото за јавна безбедност господин Тасевски, почитуван заменик директор на Бюрото за јавна безбедност господин Асани, почитуван началник на Генералштабот на армијата на Република Северна Македонија господин Ѓурчиновски, ценети представници на дипломатскиот кор, почитувани градоначалници, почитувани поранишни команданти на единицата, почитувани раководители и представници на Министерството за внатрешни работи, почитувани команданти на единиците од армијата на Република Северна Македонија, почитувани семејства и роднини на загинатите припадници на единицата, ценети гости и соработници, почитувани припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар, ценети представници на медиумите. Посебна чест и задоволство ми представува да ве поздравам денес, кога го одбележуваме 41-иот роден ден од формирањето на специјалната антитерористичка единица Тигар. Од своето основање па до денес, единицата се соочуваше со многу предизвици и искушенија во борбата против тероризмот и високите облици на организиран криминал. Следејќи ги светските трендови, новите форми и облици на действување на организираните криминални групи, радикализмот и насилниот екстремизам, а со цел да се даде ефикасен одговор преку спречување на истите, единицата континуирано се усовршуваше и модернизираше. За денес ќе кажеме дека специјалната антитерористичка единица Тигар представува високо професионална, организирана и врвно опремена формација во рамките на Министерството за внатрешни работи и безбедносниот систем во државата. Особено сакам да го истакнам фактот дека припадниците на специјалната антитерористичка единица Тигар се одликуваат со висок степен на подготвеност, мотивираност и силна посветеност во извршување на своите задачи. Посебно место во историјата на нашата единица имаат припадниците кои, извршувајќи својата должност на првата борбена линија, го дадоа на драгоценото, ги положија своите животи. Споменикот во нашата база е место кое сведочи за патриотизмот, храброста и пожртвуваноста на нашите херои, кои вечно ќе живеат во нашите спомени. Во изминатите години, со голема поддршка од страна на раководството на Министерството, работевме на повеќе значајни проекти, меѓу кои подобрување статусот и мотивираноста на стручниот кадар со унапредување и зголемување на личниот доход на 70% од припадниците, како и стручно усовршување засновано на докажано искуство и компетенции. Организиравме селективни курсиви за надополнување на професионалниот кадар и интензивиравме обуката на специализираните тимови, а воедно и решивме повеќе деценијски значајни проблеми на припадниците кои се провлекуваа повеќе од 40 години, односно обезбедивме надоместок за патни трошоци на сите припадници од внатрешноста на државата кои секојдневно патуваат до своите работни места. Ги подобривме условите за работа и престој преку изградба и опремување на модерен, повеќе наменски објект. Со тоа, единицата за прв пат од своето формирање доби собствен инфраструктурен капацитет за исхрана и модуларна сала за обуки и семинари. По извршеното ребрендирање, кое се случи минатата година и покрај строгите протоколи и рестрикции поради корона кризата, единицата успе да ја зголеми соработката со сродни единици на меѓународно ниво преку семинари и размена на искуства во борбата против тероризмот и највисоките облици на организиран криминал. Како позначени ќе ги издвоиме? Семинарот со зелените беретки на армијата на Соединетите Американски држави, кој се изведуваше во нивната база во Германија во период од 2 месеци. Заеднички обуки со специјалната единица Урна на Чешката република, која се изведуваше во Прага, како и специјалната единица Кобра од Австрија, која се одржа во Виена. Исто така, обуки и размена на искуство се одржа и во нашата држава со специјалните единици на италијанските карабинери ГИС и специјалната единица на Франција Рајт. При тоа, сакам да потенцирам дека тигрите добиваат високи оцени и пофали за подготвеноста во делот на тактиките и методите на работење, што укажува на фактот дека реформите кои ги спроведуваме во изминатиот период концепцијски се на исто ниво и
воопшто не се разликуваат од сродните антитерористички единици. На тој начин ја прават единицата рамноправен партнер со останатите сродни единици на регионално и меѓународно ниво. Во овој контекст сакам да истакнам дека специализираните алпинистички и нуркачки тимови учествуваа и на големата меѓународна НАТО вежба за спасување при елементарни непогоди и катастрофи од големи размери, која се одржа во Охрид и Струга, на која нашите тимови исто така добија невисоки оцени за нивната подготвеност за извршување на спасувачки мисии на копно и вода. Преку овие активности како единица градиме мостови на заеднички вредности и цели за глобален мир и просперитет. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на амбасадите на овие држави и нивните политички атешеа за нивниот придонес во реализација на овие семинари. Од аспект на активностите кои беа извршени во текот на минатата година, единицата бележи зголемен обем на ангажираност, поголем за 20% од вообичаениот повеќегодишен просек, при што сакам да истакна дека во реализирање на задачите е постигнат максимален успех. Во оваа прилика ќе презентирам дел од активностите кои ги реализираше единицата во соработка со одделот за криминалистичка полиција, одделот за борба против организиран и сериозен криминал и одделот за меѓународна полициска соработка. Реализирани се повеќе од 100 активности за сузбивање на организирани криминални групи и апсење на вооружени лица, од кои 57 задачи беа насочени во спречување на дозволена трговија со наркотици и оружје, при што беа запленети повеќе од 3 тони наркотици, поголема количина на оружје и пари. Исто така, извршени се 69 упади во објекти и 13 препади на моторни возила со присилно запирање, при што лишени од слобода се 89 лица, сторители на кривични дела, од кои 13 лица барани по меѓународни и домашни потерници, кои подолг период не били достапни на институциите. Освен извршените полициски задачи, специјалната антитерористичка единица Тигар имаше повеќе активности за спасување на граѓани и имот, пред се при несреќа на тешки пристапни терени и справување со шумските пожари кои минатата година ја зафатија нашата држава. Поради конспиративната природа и големиот интерес на јавноста за работењето на единицата, минатата година се реализирани 5 тактичко-показни вежби пред високи и домашни и странски представници. Денес, кога живееме во време на бројни закани и ризици од глобални размери, кои бараат брз и професионален одговор, стегнатото искуство и постојаното вложување во кадровскиот и техничкиот потенцијал остануваат и понатаму врвен приоритет во нашето работење. Затоа, и понатаму мораме да продолжиме да инвестираме, да ја градиме единицата како еден од најзначајните столбови на Министерството. Во оваа прилика сакам да упатам порака дека специјалната антитерористичка единица Тигар во изминатиот период беше и продолжува да биде чувар на уставниот поредок на државата во борбата против тероризмот и организираниот криминал, гарантирајќи го мирот, слободата и безбедноста на сите граѓани на нашата земја. На крајот дозволете ми на сите сегашни и поранишни припадници на единицата да им го честитам денот, а на сите присутни гости да ви се заблагодарам за присуството, што овој ден ни го направивте уште посвечен. Благодарам.